Здраво, ова е 256-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертуар е Close на Лукас Донт, во кој станува збор за интензивното пријателство помеѓу две 13 годишни деца, Лео, глумен од Еден Дамбрине, и Реми, глумен од Густав де Вајле, кое нагло е прекинато и резултира со смртта на Реми. Лео мора да се соочи со губитокот во неговиот живот, носејќи го со себе товарот на постепеното оддалечување од неговиот пријател, затоа што ги задевале нивните врсници на училиште дека се во геј врска. Вториот долг филм на Лукас Донт непречено го прикажува другарувањето на Лео и Реми, кои се неразделни пријатели, не баре се браќа, заедно возат велосипеди, заедно трчаат низ полињата, заедно јадат, заедно да спиваат, блискост својствена на побратимување или нешто повеќе. Горчината која понира од јадрото на филмот се обзнанува преку дидактиката за одговорноста, снесена, односно неснесена. Имено, под сите велови на стилските фигури ќе разоткриеме дека се наоѓа полноважна врсничка злоупотреба, вербално покажување со прст, издвојување од толпата, инаквост, другост, обележување кое е причинител број 1 за настанувањето на раздорот помеѓу идиличното пријателствување помеѓу Лео и Реми. Секако дека Лео на својот грб делимично си ја препишува вината зашто морал да реагира на љубоморните и предрасудни обвинувања за пријателството со Реми, кое поради нив го саботира, занемарувајќи ги своите и афинитетите на својот најдобар пријател, само затоа што околината малициозно проектира кривогледи за нив, дозволувајќи им да победат, да ги сепарираат и да ескалира во конфликтна ситуација, поради нивното иницијално дережирање и хомофобија. Една од животните лекции кои Лео ќе ја научи во таа поставеност на чинителите е потребата за градење на собствена индивидуа, односно самосвесен идентитет со кој ќе може да застане пред толпата, вооружен со своите децидни мерила, наместо безпотребно да подлегне на нивните обвинувања и да дозволи да биде нивна волја на негова сметка. Консеквентно, лицемеријето е нуспродукт со кој подмолното стадо на едноумие, кое се обидува да ги прикрие своите злодела, да генерира едно вештачко перење на грижата на совест, која, ако воопшто постоела, немаше да дојде до задевањето. За жал, животната лекција за стекнување на самосвест се учи од персоналните грешки. Несомнено дека секој на различен начин се справува со губитокот, но неопходно е да поминеме низ 5 стадиуми на губитокот во свое време, како што е случајот со Лео, кому му е потребно време да се помири со непомирливото, да го надмине гневот кон околината со предрасудите, да ја прифати непополнливата празнина која ја има оставено Реми, да го исплаче на мир и да се соочи со неговата мајка, признавајќи дека дел од вината за предизвикувањето на агонијата и очајот на незиниот син има и самиот Лео, кој свесно и неоправдливо одлучува да се дистанцира од него. Живите ќе мора да продолжат да живеат со настанатата празнина, која не може братот на Лео да ја пополни, без разлика што се обидува, но тој е повозрасен од него и има други интереси. Јас не гледам никаква потреба од оправдување и образложување на себе си за поврзаноста која не ја тангира околината, но не е толку лесно да се опонира на средината, посебно не на 13 годишни деца кои се обидуваат да воспостават други врски со врсниците, како што Лео се обидува да игра хокеј и да се стреми кон идеалот за големото друштво. Сепак социјални битија сме. Лесно ми е мене да го кажам тоа со повеќе од 2 децениска дистанца од годиштето на ликовите, но ретко кој може на нивни години да донесе такви решителни одлуки и секој ден да се соочува со последиците во затворот кој се вика училиште. Се знае кој доаѓа на надпреварите на хокеарот и кој ги посетува концертите на кои свири сензитивниот на кларинет. Тоа се индикатори за долготрајното пријателство кое не е мотивирано од корист, туку од почит, поддршка и искреност, кое има своја одговорност. Во разрешницата Лео трча низ полињата, меѓутоа овој пат отсуствува неговиот пријател покрај него, отсуство кое го чувствува, но вперениот поглед во камерата стана често употребуван постмодерен механизам во играната форма,
За преку тој поглед немо да се инволвира и гледачот како сведок на злото, кој нема средства и можност да реагира против неправдата, но со нејзиното премолчување веќе зазема страна на нејзин тивок одобрувач. Доколку продолжиме да бидеме себични и да си ги гледаме само своите интереси, ќе оставиме зад себе свет во кој службена е победата која му ја подаруваме на злото. Еден Дамбрине е звездата на филмот. Лукас ги има препознаено неговите впечатливи црти на лицето, кога го плени камерата и поради неговиот уникатен изглед и одлично контролирана глума, ќе ги стопи срцата на сите гледачи, посебно при плачот во сцената со гипсот на раката. Не смее да се занемари фактот дека речиси невозможно е да се сними убедлив филм со деца, кои не се обидуваат да ги преглумат своите улоги и избегнат театралности, скротат темпераменти и насочат во правецот кој е најпотребен за самата улога, како што добро коордираниот Еден на најдобар можен начин го докажа тоа во овој филм, така што нивната случајна средба со Лукас во ВОЗ кулминира со едно од повпечатливите соработки во оваа година на филмското платно. Сликата на Девид Хокни, With Two Boys Together Clinging, ќе наведе Лукас дека е една од неговите инспирации за филмот, творба која е создадена со цел фотореалистичниот школуван автор да се бори против академските конвенции за да може без рестрикции да ги разлее своите емоции преку четката, што ќе проектирам дека е аналогно на неовозможениот порив да се изборат пријателите за пријателството визави злите јазици на околината. Едно што ви е гајле, ќе биде сосема доволно да ги отстрани луѓето кои цел свој живот ќе сакаат да бидат мирудијата во туѓата манџа, а училиштето е само погодно место кај што ќе може да си ги реализираат своите поганости, ако им се допушти тоа задоволство, се разбира. Композиторот Валентин Хаџаџ самосвесно одлучува да оди по линија на помал отпор и да ги вгради елегичните свити во миговите кога треба да се истакне кршливоста на Лео, подлегнувајќи на девизата на европскиот артхаус филм за минималистичко интерферирање на музиката во едно дело, пропуштајќи ја можноста за засилување на незиниот удел во творбата, ставајќи ја само функција на засилување на веќе постоечките солзи на очите, иницирани од глумата која ги доловила емоционалните квалитети, а музиката само го задава последниот удар. Не дека нема да си ја заврши функцијата, само ќе остане незапамтена. Баш поради тоа што само си ја завршила зададената функција. Одличниот директор на фотографија, Франк ван дер Еден, оваа година веќе еднаш беше фален од моја страна во видеологија поради филмот Animals, но не беше доволно тоа за него оваа година, требаше да сними уште еден маестрален филм, со тоа што во Close ги снима во двоплан ликовите на почетокот на филмот, додека се нераздвојни, меѓутоа како настануваат задевањата од страна на врсниците и се нарушува пријателскиот однос, се истиснати во кадрите и ги гледаме во поединечен план за да се долови јазот помеѓу нив, додека едниот не исчезне комплетно. Исто како и Girl, така и овој филм Лукас одлучува да го сними во аспектот 1:16:1, кој е доволно интимен за двоплан, но Френк умее да го искористи и за да ја долови самотијата на младиот лик во просторот и да ја опфати околината на која не се чувствува дека и припаѓа. Да се разбереме, филмот воопшто не пати од дефицитарност на убави, но беззначајни кадри во кои Лео трча низ полиња преку ден и во магичен час, кои би го израдувале дури и Теренс Малик. Од авион се гледа дали некое филмско остварување е драматуршки исправно, со непречена динамика и убедлива целовитост, така што монтажерот Ален Десоваж има сосредоточено јасно структурирано дело во кое се задава силен удар во крајот на првиот чин, за последните два да бидеме сведоци на преобразбата на ликот во нечие отсуство, справувајќи се со самотијата. Точно е дека филмот е визуелна уметност, но во колку убава фолија и да се обвиткува творбата, таа ќе биде шуплива, доколку Донт и Анджело Тисенс не се погрижеа за анулирање на аномалиите и болестите на сценариото, затоа што уште на хартија се гледа дали едно дело е вредно или не, а монтажерот не е магионичар да ги поправи сите недоследности на пишаниот збор. Меѓутоа, Лукас не дава експликации, туку гледачот го става во позиција на обсерватор, наблюдувач кој од погледнатото треба да донесе заклучоци. Така што ова безпрекорно 100-минутно дело не остава простор за немарно меандрирање во наративен ќорсокак.
Режисерот Лукас Донт во целокупната досегашна филмска кариера снима coming of age филмови со млади протагонисти кои се обидуваат да се зближат, односно да стапат во контакти с пријателот со нивни врсници со цел да ја победат осаменоста. Таков е случајот со неговиот прв краток филм Headlong од 2012 година, во кој еден белгиски танчер се спријателува со криминалец кој упаѓа во неговата хотелска соба, за до крајот на филмот таа средба да му го промени животот и подобри погледот на светот. Истата година го снима краткиот документарен Skin of Glass, во кој децата на кои им се отсутни родителите во долг временски период се обидуваат да стапат во контакт со нив преку напишаните писма, исчитани во облик на наратори, со надеж дека водените пространства ќе ги одведат подалеку од домот во кој престојуваат. Во 2014 година го сними краткиот Ленфини, во кој низ перспективата на младото момче е представен турбулентниот однос помеѓу неговите родители, кој ќе резолвира со една пресметка помеѓу нив во бар, кај што ќе избие на површина потиснатата фрустрација. 4 години подоцна, режисерот го снима првиот негов долг филм Girl, кој го анализира во видеологија за амбициозната балерина Лара, која е примена во престижното школа за танц, која е родена како момче, а минатата година го сними и краткиот Tanz of Our Nature, во кој два лика од спротивен пол и различна боја на кожа се обидуваат да стапат во физички контакт еден со друг во природата, ама помеѓу нив има огромна најлонска препрека која не им го дозволува тоа. Кога се обидов да го премотам филмот и разглавам кои филмови сум ги анализирал во видеологија, морав да дојдам до заклучокот дека еден друг белгиски филм, кој вработува слична тематска одредница на рамниште на врсничко насилство, нема дојдено на ред за анализа, што е неопростиво, а тоа е филмот Playground. Дури и подлегнав под Мандела ефект дека некогаш сум го рецензирал во емисијава. Ама сигурен сум дека собствена епизода доби Јанг Ахмед на браќата Дарден, чија што експертиза станаа филмовите со впечатливи изведби на младите ликови инволвирани во насилство. Всушност, една од мајките на децата во Close, Емили Декан, ја имаше главната улога во Дардановиот Розета. Дарден го продуцира и насилниот белгиски coming of age филм Animals, така што маргинален пресек има помеѓу овие филмови од француското говорно подрачје. Манипулацијата со емоциите на гледачите лежи во капитализирањето и експлоатацијата на смртта на еден од протагонистите, но вештината на големите мајстори на занаетот лежи во запознавањето со ликовите и поврзувањето на гледачот со нивната човечност, за потоа да бидат нагло одземени нивните стремежи и копнежи, создавајќи неизбежно соочување со губитокот, кое во невешти раце може да се сведе на исилен плач за ефтино купување на симпатиите на аудиториумот. Ако барате одговори во филмот на прашањата дали момците се геј и зошто е извршено самоубиството, ќе останете со кратки ракави, затоа што филмот ги занемарува тие одговори и цели на стекнување на индивидуализмот на ликовите. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, кај што ја освои Гран при наградата, а потоа имаше екстензивен фестивалски живот во Сиднеј, Карлови Вари, New Horizons, Палиќ, Сарајево, Телјурај, Цирих, Хамбург, Бусан, BFI, Атина, Рио, Чикаго, Севилја, Загреб и многу други филмски фестивали, добивајќи 6 номинации за Европскиот Оскар, една за Златен глобус, но за жал не освои ниту една од нив, станувајќи представник на Белгија за интернационален Оскар и досега е составен дел од декемвриската кратка листа од 15 филмови и според мене е силен конкурент за номинација. Канал Плюс го продуцира, во САД го дистрибуира A24 во киносалите, а заврши на дигиталната платформа на Mubi. Филм за созревање за невино пријателство во кое љубоморните зли јазици се доволно гласни за да успеат да засадат раздор во него, кој ќе резултира со непоправлив губиток, кој ќе отвори празнина, која со ништо друго не може да се пополни и отвори рани на душата, кои со тек на време ќе станат лузни, кои ќе потсетуваат на прерано завршениот живот со неостварени мечти. Филм во кој доколку индивидуата се избореше за своето јас, наместо да подлегне под влијанието на малоумието на толпата, ќе гледавме многу поразличен филм, ама сите неизлечени детски болести во формативните години оставаат страшни рецидиви во подоцнежниот дел од животот. Ако морам да го евалуирам, тогаш Close од мене има 4,5 од 5.
Доколку ви се допадна 256-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!